Ние по насока на Министерството за култура почнавме еден попис на капитални проекти, односно на книги кои што се во нашите депои, во нашите магазински простори, да правиме попис на тие книги со цел Министерството за култура да продолжи со дистрибуција на тие проекти, бидејќи од непознати причини во 2017 некаде застана дистрибуцијата на тие капитални проекти. Меѓу другото, кога правевме попис, утврдивме дека имаме таму неколку примероци изданија на правопис од 2017 година, тоа е второто издание, и правејќи анализа во целиот попис, утврдивме дека имаме негде околу повеќе од 2600 примероци на правописот, и заинтегрирано тоа, почнав да истражувам во архивата информации кај нас да видиме што имаме спрема годишна програма, бидејќи станува збор за поголем број на примероци, да видиме дане се и тие оставени на чување кај нас, како и другите проекти од Министерството за култура, и утврдивме дека во суштина ние во 2018 година, како Национална библиотека, сме аплицирале за проект од библиотечната дејност, тоа е заштита на културно наследство, од национален интерес, правопис на македонскиот јазик, сме го добиле тој проект во вредност од 1.400.000 денари, за да исплатиме еднократен надомест на правата на носителите на правата на правописот, тоа се издавачката куќа Култура и Институтот за македонски јазик. Ние сме аплицирале, сме го добиле тој проект, сме ги исплатиле парите и биле предвидени некои 9.000 денари кои би требало да останат за Националната библиотека со цел да се врши дистрибуција. Сега таа сума од 9.000 денари за тираж од 3.000 примероци ми е мене многу нејасна. Ако земете вака математички, тоа му доаѓа по некои 3 денари по примерок за дистрибуција. Не знам зошто е тоа така аплицирано, меѓутоа така е проектот. Меѓутоа проектот не бил реализиран. Значи ние сме ги добиле парите од Министерството за култура, сме исплатиле на носителите на правата, дистрибуција нема направено апсолутно никаква. Значи од она што го направивме како истражување на теренот и анализите, во институцијава, во држава се извинувам, во Оптек нема повеќе од 10 правописи. 10 правописи во печатена верзија има дадено Институтот за македонски јазик, значи по нивни избор, останатите кои што требало да се дистрибуираат се оставени кај нас. Од непознати причини, пак ќе повторам, не знам зашто не е дистрибуирано. Согласно проектот, примероците требало да завршат до сите јавни институции и установи каде што правописот ќе најде соодветна примена. Аналогно на тоа, значи ние подразбираме библиотеки, подразбираме училишта, образовни институции, факултети и меѓу другото, еден дел од тие примероци требало да излезат надвор од држава до лекторатите и до библиотеките соработнички во светот, бидејќи ние имаме меѓубиблиотечна соработка со одредени библиотеки. Прво што направив беше еден состанок со директорите на поголемиот број на библиотеки во државава, за да утврдиме некаква динамика и начин на дистрибуција, зашто нас не треба да се заглавиме со дистрибуција со месеци, него сакаме сето тоа брзо да го реализираме. Најсродни нас ни се библиотеките и планиравме преку библиотеките да успееме секоја библиотека во својата општина да не излезе во пресред, во училиштата зборам, да се подели што е можно побрзо правописот и директорите излегуваат во пресред и веќе од вчера започнавме со дистрибуција, како најблиска тука зборам институција ни е градската библиотека. Со директорката Снежана направивме состанок и му однесовме доволен број на примероци и наредна фаза планирам и разговарав со председателот на ЗЕЛС, Орце Георгиевски, да се вклучи и ЗЕЛС во брза дистрибуција, односно би ни помогнале со дистрибуција ние до општините, општините натака би ја завршиле многу побрзо дистрибуцијата, се е тоа со една цел многу побрза дистрибуција, односно за некои 2 месеци планираме да бидат поделени сите примероци, да најдат примена таму кај што треба.